На само 3 недели до новата година македонската метропола се уште не е украсена. Без празнична еуфорија, на Скопје му се случува истата песна како лани, кога се чекаше 5 до 12 за колку толку да се види дека по некоја улица светнува. Во моментов на централниот плоштад владее сивило. Божиќен базар нема, а улиците во центарот на градот и натаму зјаат празни, без елка, светилки и новогодишни украси. Иако остануваат безмалку 3 недели до новата година, во главниот град не се чувствува никаква предновогодишна еуфорија. Граѓаните реагираат дека градските власти, односно градоначалничката, мора да покажат поголема сериозност кога се во прашање предновогодишните празници. И додека во градот и натаму не се чувствува позитивна новогодишна енергија, надлежните не ни најавуваат кога ова би се променило. На прашањата на Алфа, од град Скопје одговор нема. Граѓаните сакаат градот да биде украсен и накитен по теркот на соседите, за колку толку да се почувствува дека ја оставаме за многумина тешката година зад нас. Треба да е накитен, по мене. Се чувствува да се осети таа атмосфера новогодишна. Имаме некоја атмосфера сега или слабо? Сега моментално слабо. Барем да се одбележи символично, не претерано да не. Мислам како родител дека дефинитивно треба да е, но ако ги споредиме сите работи кои што ни фалат во државата, па можеби годинава ќе преживеем. За разлика од другите европски градови гледаме дека касниме со се. Назад сме со се, нормално, да. И то превише треба да биде, онака баш да се види дека е главен град на Македонија. Атмосфера пред новогодишна не се чувствува сега. Ништо нема. Мртвила. Карсовска нема да сигурно да го украси. Треба да има душа градот пред новогодишно? Да. А гледај мртвила. Скопје ни вела дека мора локалната власт да покаже поголема сериозност и баре малку да се огледа на европските метрополи. Треба да биде сигурно како сите останати метрополи. Да, затоа што градов не личи на ништо, прво е гнасен, нечист, свртете се на секаде имате пикавци, ѓубриња и слично, и втора нема никаква атмосфера за децата. Секоја година се кити градот предоцна. Инаку и лани Скопје почна да се украсува дури по 15 декември. За годинава останува да почекаме и да видиме кога тоа ќе се случи. Чудно е што метрополата е завиена во сивило, додека одредени помали општини поставија елка и секако ги украсуваат нивните плоштади. Во регионот пак веќе се чувствува празничната атмосфера. Покрај соседните Белград, Софија, Тирана и Атина, новогодишна магија владе и во Амстердам, Лондон, Рим, Париз, Барселона. Во новогодишен сјај дури е и Киев, кој силно светна и покрај двегодишната војна. Oh, hello, kids. I'm very happy to see you.